А во продолжение една лична приказна, преку пример, секако да го одбележиме денешниот ден, но и да ја пренесеме пораката. Гостинката во нашата утринска програма има 21 година, на свој 10-ти диагностицираат диабетес тип 1 и токму 10-тиот роден ден го дочекува на клиниката за ендокринологија, од каде комплетно се менува нејзиниот начин на живот. 11 години живот со предизвици, не храброст да говори гласно како силна порака до сите оние кои што поминуваат низ истата состојба. Утрово разговараме со Цеца Котава. Добро утро, Цеци, и добре ни дојдовте во Македонија на утро. Добро утро. Чест ми е што сум дел од ова програма и се надевам дека... И ајде да започнеме приказната. Кои беа првите симптоми? Вие бевте дете, имавте само 10 години. Укажуваше ли нешто на тоа дека треба да се направат дополнителни анализи, дополнителни истражувања, здравствени прегледи? Па, како конкретни симптоми кои што се нагласуваат за диабетесот, како пиење многу вода, често мокрење, нагло слабење, немав ништо од тоа, ништо не укажуваше на тоа да направиме анализи, всушност да провериме дали има нешто. Се додека едно сабајле не се разбудив со мачнина, гадење и така на тој начин ме однесува кај матичниот лекар и тука кажа дека треба да направиме анализа, каде што нивото на шеќер беше на 17 и веднаш ме пратија во Скопје, ме диагностицираа диабетес и така од тој ден, 2013 година во јули, започна мојата приказна и... Таа 2013 го дочекавте роденденот на ендокринологија? Да. Што значеше новата диагноза во поглед на животот тогаш? Си имала само 10 години, најверојатно повозрастните членови на твоето семејство малку и посериозно тогаш ја сватија оваа состојба за разлика од едно дете кое што има 10 години, но ако те вратиме на таа 2013-та, што се сеќаваш на тие денови? Па всушност на почетокот ми беше малку тешко. Бев дете кое не сака игли, не сака боцкање и се тоа. Кој си кој дете? Да, и се прашував зошто баш јас, зошто мене да ми се случи тоа и сите овие прашања што нормално дете би си ги поставило, но со текот на времето, полека по полека, почнав да го прифаќам бидејќи нема излез, со тоа ќе живеам цел живот. Поддршката од дома ми беше најголема, секојдневни пешачења, возење велосипеди, спортски активности, било што, па станав и самата свој доктор за тоа и сама почнав да се контролирам уште на мали години. И ја споминавте поддршката, комплетно ви се промени начинот на живот. Од дома апсолутно ја имавте поддршката, но предпоставувам дека и други алки во системот требаше да бидат информирани од една страна за да знаат како да изреагираат во одредени случаи. Тука беа и вашите другарчиња, водевте на училиште, тука беа и наставниците, сите ја добија информацијата. Ја имавте ли поддршката? Многу често знаеме да стигматизираме она што е поинакво од традиционалната форма на која што сме навикнати, да не го прифаќаме така лесно. Како минувавте низ животот? Па, уште на стартот на учебната година, наставниците беа информирани со тоа дека јас имам диабетес и дека на моменти ќе треба да излезам порано, ќе треба превенција или нешто такво, но за другарчињата во тој период уште не сакав баш да се соопштува на нив тоа јавно, бидејќи мислев дека нема да бидам прифатена и се тоа. Но после, со текот на времето, сватив дека мора и тие да знаат ако нешто во било која ситуација ми се случи нешто, па мора некој да превземе нешто и да ми помогне. И само сватив дека многу е подобро кога знаат сите и решив, почнав сама да им кажувам, им давав како да постапат, со што да ми помогнат, што да ми дадат во одредена ситуација и се тоа. Биолесни тогаш? Да, многу. Добро, меѓутоа сега најверојатно 21 години подруго гледаш на тие работи, некако тажно е од овој аспект сега сигурно да зборуваме за луѓето кои што имаат предрасуди со некои луѓе кои што живеат со здравствени состојби, меѓутоа да, за жал живееме во такво општество каде што секогаш стигмата е на прво место од одредена категорија на луѓе. Што денеска во секојдневието значи животот со диабет? 21 година, студент.
трета година ни кажа, така. Сигурно од 2013 година до сега, овие 11 години, учеше како да живееш со оваа состојба околу начинот на живот, начинот на исхрана. Колку тоа денес ти отежнува или веќе навиките се навики? Да. Веќе ми е тоа навика, дел од секојдневието, и мислам дека не би можела да поминам ден без да направам една од тие активности. Не го гледам ни како пречка, сум била на патувања, на одмори, со друштво и се тоа без никакви компликации, само терапија со мене, личност со мене која ќе знае дефинитивно со што да ми помогне и се тоа. И сметам дека со дијабетес може да се живее комплетно нормално, како секое друго дете, и може од ништо не мора да се скратиме. Може буквално секаде да продолжиме со наша контрола. Тоа го кажи пред малку доктор Ирфан, апсолутно. А го измеривте нивото на шеќер во крвта ова утро? Да. Добро. Колку чини животот на еден наш граѓанин со дијабетес? Вие сте студентка, тоа носи одредени трошоци во секојдневието, бидејќи сте од Струмица, а живеете и студирате во Скопје. Ова е плюс дополнителен трошок. Колку ви е потребно за еден месец? Па искрено, терапијата која што ја земам јас ми ја издава инсулинската аптека во Струмица. Добре. Но ако не е инсулинската аптека или ако не ги покрива тие, ако не ја покрива всушност таа терапија државата, тоа би чинело прескапо. Со наши стандарди тешко да се дозволи набавка. Колку треба, ето, освен на лекарствата, на терапиите, колку ти представуваш од тежнувањето да се внимава на храната, ги правиш тие работи, гледаш да внимаваш, колку можеш, колку сето тоа ти представуваш или ти представува некогаш можеби терет плюс со оглед на сите активности кои што ги имаш денеска, како успеваш со тоа да се менаџираш? Па никогаш не сум била нешто да лично што не може да се исконтролира во ситуација кога е храна во прашање, но знам колку и да внесам јаглихидрати. Битно е да ја погодам терапијата колку единици да ставам инсулин. Ако ја погодам терапијата колку всушност покрива, тогаш немам проблем со ништо. Не случајно ве повикавме во студиото 3 на македонската телевизија, бидејќи одлучивте и храбро да говорите на оваа тема, иако е секојдневие. Нашите статистики говорат дека околу 140.000 граѓани поминуваат низ ваков здравствен предизвик. Оно што ме интересира, која е пораката, да речеме, за граѓаните кои што прв пат се соочуваат со ваков здравствен предизвик? Предпоставувам дека и шокот е голем, кога треба да знаете дека комплетно треба да го промените начинот на живот. Но квалитетен живот постои. Точно, постои квалитетен живот и на сите кои се нови во оваа состојба можам да кажам дека со дијабетесот може да се живее нормално, регуларно, да се само треба да се биде самиот свој доктор, сам да си правиш како да кажем, сам да се регулираш. Џабе, ако мојата докторка ми каже мене не го прави тоа, ако јас сама не го превземам и да не го правам тоа што е лошо по моето здравје. Дисциплината на живењето говори за убавиот изглед ваш. Јас само уште еднаш при крај ќе те навратам пред 11 години околу ризик факторите, кога тогаш ти беше констатирана оваа состојба. Имаш ли некој во семејството со дијабет? Каква е вашата здравствена историја? Што велеа тогаш докторите? Се сеќаваш околу ризик факторите на едно 10 годишно девојче? Па кај мене во фамилијата нема никој дијабетичар, единствено јас, и бидејќи бев дете што тешко се привикнува некои нови средини, од стрес најверојатно стресот ми А сега со тие ситуации ве доаѓањето во Скопје, кажавме, студираш психологија, нели? Да. Промена на место на живење, нова етапа на животот. Денеска ги чувствуваш тие промени во однос на состојбата со дијабетес? На почетокот, кога дојдов во прва година, ми беше тешко, чувствував малку проблеми, така тешко се уклопив, но денес веќе нема. Сватив дека јас го избрав тој пат, јас сакав да дојдам тука на факултет, моите ми ја пружија таа можност, ме пуштија и си реков мора да се навикнеш и да продолжиш понатаму. Вистински избор на професија направила.
Да. Тоа Колку ти мора да го помага тоа констатираме. што го студираш со состојбата со која што живееш? Многу. Да? Многу. Пред се осознавам некои карактеристики за мене, па после другото. А верувам дека се до тоа ќе го преточиш во иднина најмногу и на работа со луѓе кои што живеат со истата состојба како и ти. Тоа е сигурно целта. Да. Корисна за себе, но и за општеството, да. Благодариме многу за гостувањето во Македонија наутро, што ни пренесовте вашата лична приказна, а може да ја слушнете и нашите гледачи. Посакувам добро здравје, ваков убав изглед и натаму, изгледате прекрасно. И убави искуства и убави спомени во животот кој што престои. Споменавте дека по завршувањето на факултетот планирате да останете овде. Па, возбудливо е да се живее во еден голем град кој нуди многу можности, но и предизвик. Ви благодарам и вас што бев дел од ова гостување, па се гледаме наредна прилика. Се гледаме секако. Благодарам.